40 дена требаат до гласање на уставните измени отколку собранието ќе ги добие потребните материјали. Собранието е подготвено за спроведување на процедурата со уставните измени, но за постапката да отпочне најпрвин треба да ги добие материјалите од предлагачот, кој во случајов е владата. Изјави денеска собранискиот спикер Талат Џафери. Добро, собранието секако е подготвено во секој момент откако ќе постапат надлежните институции, односно властните предлагачи по односните прашања, ние сме подготвени да постапиме според процедурите и роковите предвидени во деловникот. За собранието нема никаква пречка, ни август, ни јули, ни септември, ни никој период од годишна доба и од денот фактички како тако. Според Џафери, 40 дена се потребни до гласање во редовна законска постапка, а роковите се следниве. Првата фаза, фактички од приемот до седницата, мора да поминат минимум 30 дена, затоа што во тие 30 дена, максимум 10 дена треба да работи комисијата, која што треба да заврши 8 дена пред денот предвиден за одржување на седницата и кој ќе се оберете деновите, испаѓа 30 дена треба да имате од свикување до одржување на седницата и на сама седница после максимум 10 дена трае дебата. Дали владеачкото мнозинство ќе се одлучи да влезе во процедура е прашање, бидејќи опозицијата тврди дека за уставните измени во овој период нема дискусии, но и дека власта го нема потребното двотретинско мнозинство. Што во ваков случај е реално да се очекува? Јас мислам дека правно може да се најде решение ако се направи политички компромис меѓу власта и опозицијата. Сакам да верувам дека до крајот на годината и власта и опозицијата, и Мицкоски и Ковачевски, ќе најдат компромисно решение. Меѓутоа, реалната состојба на теренот во собранието, опозицијата вели нема простор, опозицијата вели има. Вратата и двете страни не ја затвориле. Последните изјави на Мицкоски се велат дека ние не ја затвораме вратата, но треба да се прифати еден од нашите предлози. Еден од неговите предлози фактички не е упатен до власта. Ако земете предвид дека вториот, така наречен предлог на Мицкоски, е повеќе упатен кон раководството на ЕУ, кон членките на Европската Унија и кон Бугарија. И токму таму доаѓаат некакви позитивни сигнали. Затоа мислам дека и Мицкоски постојано патува пораки до опозицијата, дека министерот за европски прашања постојано контактира со раководството на ВМРО-ДПМН и од тоа што мислам дека двете врати се подотворени, само се чека на некаков, како да кажам, сигнал, момент, кога ќе седнат повторно на маса и ќе најдат заедничко решение.